Благодарам. Има една поговорка, нице води, нице тера. Ако дискутираме, зошто да го влекуваме? Ако не дискутираме, зошто се утепувала дискусијата? Меѓутоа, да бидам искрена, сакам уште еднаш да потврдам дека процедуралниот предлог кој го дадовме стои. Но Трајко Вилјановски трет ден поред одлучува да го крши деловникот и да не го става на гласен. Но бидејќи се отвори дискусијата уште една за фактури, јас сакам да ги подсетам пратениците од ВМРО од ДПМН која пишал про фактурата. И да ги подсетам дека се во ова што овдека ни го читаат и ни го препрочитуваат, еве, уште еднаш да можат и тие да видат, да може јавноста да види. Еднаш веќе, прв пат, го напишала Влада на Република Македонија. Влада на Република Македонија под раководство на ДПМН. Таа влада под раководство на ДПМН, еве, например, на страница 7, пишува усвојување на нов сеопфатен закон за јазиците. На страна 48, сеопфатна дебата за националните символи. И сите овие работи кои што ги читате, толку и толку проценти за регионален развој, едно, друго, заедно со измени на Уставот околу преамбулата, се дел од профактурата која ни ја остава во наследство ВМРО од ДПМН. Таа профактура граѓаните на Република Македонија ја платија. Ја платија и во пари, и во политички последици. До сега само владата на Република Македонија под раководство на ДПМН плати 200.000 евра за овој документ. Не своји пари, на граѓаните на Република Македонија. Сето што го цитирате на оваа говорница, сето го пишува во овој документ на владата на Република Македонија под раководство на ДПМН. И еве, бидејќи сите играат дека не знаат како ова се случило, не знаат како ваков документ со подпис и печат на владата и ден денеска е достапен на официјалните веб страници на владата. Еве само едно подсетување од една од дискусиите водени по истиот овој документ. И еве две за нас познати лица, Илија Димовски и Антонио Милошовски. Кај беа тогаш Илија Димовски и Антонио Милошовски овие дискусии да ни ги повторат и да кажат дека е ова загрозување на Македонија? Ама не, заради тоа што она за што ова собрание треба да зборува е исклучиво загрозување на криминалот, корупцијата, злоупотребата на положба која ја прават веќе 11 години. Благодарам.